Ние како Македонија и Балкан сме били и сме раскрсница на народите. Овде во текот на вековите заедно живеели и евреи, и денес живеат, и христијани, и муслимани. Морам да признам и да кажам дека Западот денес учи некои работи кои ние сме ги научили од порано. Тоа можам да го потврдам од мојот живот. Ние во Струмица, може би единствен дел е во Македонија, каде покрај христијанските цркви, порано, сега веќе немаме, имаше и евреи и муслимани. Значи, верската припадност не представувала проблем за нас да живееме заедно. Како комши, заедно да работиме, заедно да се дружиме, заедно да се помагаме. Но, почитувани дами и господа, ние често пати се срамуваме да зборуваме за тоа. Јас како дете се сеќавам како мојата покојна мајка ме испраќаше да му однесам колачиња на тогашниот свештеник на католичката црква, чие семејство ни беше близко. Или ми испраќаше до православниот свештеник, кој често беше гостин исто и во нашата црква. И кога имаше празници, едни со други се посетувавме и си бевме едни на други гости. На сите останати верски свечености бевме заедно. И јас си поставам често пати прашање зошто представниците на верските заедници порано многу блиски беа, многу близко соработува, се поддржува едни со други, а од кога станавме независна држава, како да се родија многу проблеми. Не тоа е едно прашање за дискусија. Да, верата во Бога, имајќи ги примерите во Библијата, таа нас не ослободува. Полна е Библијата со примери. Каде луѓето кои искрено поверува во Бога, тие стануваат слободни луѓе. Слободни кон Бога, но слободни кон Божјото создание, кон ближните, како читаме во самата на Библија. Имајќи пред себе тој тек на нештата, можам да кажам во однос на државата и во минатите системи, во социјалистичкиот систем и пред тоа господарите кои били овде, меѓуверскиот живот се одвивал, вака ќе кажам, во рамките на дозволеното. Така да, имајќи во претходниот социјалистички систем, ние имавме една добра меѓусебна соработка, да, тогаш беа одредени рамки во кои ние можеме да се движиме, често пати можам да кажам јавното место каде свештени лици можевме да зборуваме беа гробиштата. И тоа беше благодет. Со осамостојувањето на Република Македонија, можам да кажам, уште на самиот почеток, уште 2004-та имавме првата конференција за мир во Калиште, во Струга. Понатаму следат една редица на многу активности. 2002 година има многу активни, само ќе нафрлам одредени активности за навистина од тоа да се види и сликата на меѓуверскиот соживот
и почитување овде во Република Македонија. 2002 година имавме една голема конференција наречена Триалог, конференција помеѓу јудаизмот, христијанството и исламот овде во Скопје, на која присуствува најеминентните теолози од целиот свет, од трите религии, а исто така овде и од Македонија. Ние често пати ги забораваме сите тие нешта кои стануват околу нас. До тогаш можам да кажам дека ние како цркви и верски заедници немавме одредена структура преку која бевме организирани. Нашата организација до тој момент беше присутна од контактите, да, меѓу црквите и верските заедници, но може би и тогашните политички прилики во кои ние живеевме до тој момент не дозволува да можеме ние да организираме било каква структура. И со формирањето на независноста на Република Македонија, ние како цркви и верски заедници, посебно ќе именувам историјските цркви и верски заедници овде во Република Македонија, дојдовме до тоа сознание дека ни треба една структура. И така, таа одлука ја донесовме 2002 година. И после 2003 веќе се организира меѓуверскиот совет помеѓу представниците на Македонската православна црква, Исламската заедница, Католичката црква, Еврејската заедница и ние како евангелско-методистичка црква. Ќе кажам, има проблеми. Насекаде во светот има проблеми. Ние разговараме. Но сепак кај нас често пати е присутен страв да не ме загрози другиот и затоа поставуваме непотребни рамки, непотребни граници. Верата во Бога, читаме во светите книги, ослободува. Па тогаш јас ќе прашам, драги присутни, дами и господа, како верни, ако се именуваме како верни, без разлика од која позадина, верска позадина да доаѓаме, дали јас како верник сум слободно да му придам на сестрата и братот и да го именувам како сестра и брат и отворено да разговараме. Кај нас, ако имаме едно друго мислење, веднаш јас сум негов непријател. Можеме ние да се надминеме сите тие предрасуди, сите тие негативности кои се присутни овде околу нас? Како се односите овде се именуват црква држава? Видите, во сите посткомунистички земји не е лесно одредени работи да се целосно организират. Свесни сме, многу тагуват за минатото, едни го судуват минатото, други се трудат да го разберат минатото. И во тоа шаренило не е лесно да се владее. А и во шаренилото, слободно ќе кажам, во меѓуверскиот живот, и овде, гледате, мораме ние заедно, обновени преку Божиот дух, ако смеам да употребам тој термин, заеднички да разговараме. Има многу нешта кои се пред нас на маса и затоа мислам дека државата, владата, одредените институции, Комисијата за верски односи треба да имат поголема храброст, поголема отвореност,
на отворена дискусија за отворените прашања. Ние како црква имаме проблеми со враќање на земјишта во Битола, имаме проблеми со градби на цркви, не од страна на државата, него од локалните власти. Некаде се благонаклони, некаде само ветуват, а ништо не станува. Ќе кажам, сите ние заедно сме на пат. Мојот апел до сите вас, посебно и она последното, медиите, црквите, верските заедници, односот медиите, да вие новинари сносите огромна одговорност. И како мојот предходен говорник Бобан што рече, не чекајте нешто да стане лошо во верските заедници и тогаш да трчите. Има многу добри и благородни работи кои ги прават црквите и верските заедници. Отихте, разговарајте, информирајте ја јавност. Има многу теми кои се поврзани со сите нас. Сиромаштијата е на секој чекор околу нас. Што правиме ние? И ние, јас се осудувам како црква и верски заедници, држава. Сите зборуваме, има бедни, а што правиме за бедни? Во Струмица, земјоделците постојано, одејќи во посета на селата, томатите, одредените продукти им лежат по нивите, скапува. Што правиме ние? Има многу нешта за кои можеме ние да разговараме. Самиот збор методист значи на пат. Сите ние сме на пат. Јас само да се извинувам, ние новинарите сме стално лоши да прекинуваме, да се држиме. Се извинувам, овде завршувам. Мојот апел, нека едни со други меѓусебно да се почитуваме, така како веруваме дека Бог нас не почитува, и ние да се почитуваме, и сум убеден дека тогаш ќе имаме благослов од Бога, а и ќе живееме многу подобро него нашто денес е меѓу нас. Извинувам. Само едно ќе кажам, секунда. Постојано се вели, ако застане некој свештеник или проповедник пред говорницата, многу тешко е да застане. Благодарам и на трпение. Благодарам на поглаварот на Евангелско-методистичката црква Михаел Цеков за неговите размислувања за почитувањата. Последен панелист во овој дел, професор доктор Љубомир Цуцуловски, Филозофски факултет Скопје. Поверете. Благодарам и јас се надевам дека ова е една од низата конференции посветени на оваа тема, меѓурелигијскиот диалог. Не само во Република Македонија, туку воопшто во светот. Меѓутоа, пред да преминам врз моето излагање, кое се надевам ќе биде кусо, сакам накусо да се задржам врз некои претходни излагања. И јас навистина му благодарам на поглаварот на Исламската верска заедница, што укажа на еден многу битен момент, а кон кого потоа се приклучија и представникот на Македонската православна црква, како и поглаварот на Евангелско-методистичката црква, а тоа е дека на тлото на Балканот, тоа значи на тлото на Република Македонија, меѓурелигијски војни се непознати. Ние можеме да говориме за одредени инциденти, меѓутоа меѓуверски војни се непознати, за разлика од Западна Европа, чија историја во голема мера, барем од 16 век, тоа може да се врати назад од 14 век, па наваму е историја на меѓуверски